секој млад човек треба да одлучи каде сака да живее. Но она што е наша задача е да им ги предучиме и предностите, но и недостатоците на местото каде што сака да излезе и за тоа што ние можеме да сториме како општество. Разговараме наредниве минути со младиот европски амбасадор Иван Другутов. Добро утро, Иван, и добре дојдовте во утринската програма. Добро утро, Кристина, благодарам. Имаме многу убава тема за анализа, но претходно ајде за оние гледачи кои што можеби прв пат ве гледа, да им појасниме како вие во целата оваа приказна. Македонија се уште не е полноправна членка на Европската унија, иако се трудиме на големо да станеме дел од приказната и напорот е видлив. Која е задачата на еден млад европски амбасадор? Да, како што спомена и ти, Кристина, веќе 18 години се трудиме да бидеме дел од тоа европско семејство и толку се годините колку што се поминати од моментот кога како држава го добивме тој кандидатски статус за членство во Унијата. И токму тука нашата улога како млади европски амбасадори кои што функционираме во регионот на Западниот Балкан, вклучувајќи и Македонија, е да се обидеме тие европски вредности да ги доближиме малку повеќе до младиот човек и да видиме како тие европски вредности може да го направат неговото секојдневие малку поубаво, малку подобро и малку поуспешно. Нашата улога генерално е да бидеме контакт точка на младите луѓе за сите оние прашања кои што ги имаат во однос на Европската унија, сите оние идеи кои што ги имаат да ги споделат со нас, сите оние недоумици кои што честопати се јавуваат кај нив, дали Европската унија всушност значи ова, дали всушност значи тоа, меѓутоа истовремено ние сме и оние кои што на најразличен начин се трудиме преку онлайн активизам, каде што се младите луѓе, меѓутоа исто така и активизам со активности во живо, да придонесеме на различни полиња и да го европеизираме, да кажеме, нашето македонско општество. Сакам да се задржиме кусо на активизмот и на оној онлайн и на работата во живо, преку различни трибини, герила акции и работилници, кои ги имате со младите. Што е оно што најмногу ги интересира? Што најмногу прашуваат? Оно што генерално би го споменал околу активностите кои што се трудиме да им ги понудиме на младите луѓе е дека се трудиме да им понудиме нешто што е поразлично од она кое го добиваат во формалното образование. Значи младите луѓе не сакаат после училиште, после школа да дојдат на некој настан кој што повторно ќе им изгледа како школа. Значи тие не го сакаат оној пристап во кој тие повеќе ќе слушаат, а некој друг ќе зборува, тука сакаат интеракцијата, сакаат комуникација, сакаат една младелашка и безбедна средина во која што навистина отворено ќе можат да зборуваат за сето она кое што го чувствуваат, за сето она кое што го сакаат или помалку го сакаат во својот живот и во општеството во кое живеат и отвараме најразлични теми од областа на човекови права, екологија, вработување, значи сето она кое што еден млад човек всушност го интересира во годините кои што тој ги има. Што најмногу ги лути, условно кажано, младите и што им дава причина најмногу за да излезат од државата? Селувањето е тренд кој што се надеваме дека ќе се, односно ние како општество треба да го спречиме и да работиме на тоа, бидејќи нели се поголем е бројот на одлив на млади луѓе од земја. Она кое што можам да го споделам по однос на ова прашање е дека лично сметам дека има повеќе фактори кои што придонесуваат за иселувањето на младите луѓе во поголем број. Првенствено нормално, тоа е поголемата перспектива која што тие млади луѓе ја гледаат во земјите најчесто од Западна Европа и причините за тоа се повеќе. Пред се тоа се едни поголеми земји кои што подолга историја имаат на демократија, земји кои што имаат подобро развиена економија и самото тоа ги прави попривлечни за младите луѓе. Меѓутоа, веќе се сменија времењата кога младите се заменуваат од Македонија само поради економските причини, поради подобрата плата, подобрите работни услови. Тука веќе зборуваме и за функционалност или нефункционалноста на општеството, функционалноста на институциите, колку се тие сушност отворени кон младите луѓе, колку напор и колку ефект му треба на еден млад човек да си заврши една работа пред некоја институција дома, а колку тоа му треба да го заврши во некоја туѓа земја. Значи зборуваме за повеќе фактори кои што влијаат на младиот човек да размисли својот живот, да го види надвор и како што слушнавме во претходната сторија, живееме во едно општество, во еден свет сушност кој што е максимално глобализиран и каде што информациите се многу лесно достапни. Тоа значи дека на 3 клика младиот човек денеска може да види кој е отворено слободно место во Холандија, кој е во Америка, кој е во Канада и доколку ги исполнува условите нели да аплицира на тоа работно место и честопати токму
и потребата на тие странски земји за квалификувана работна сила е една од причините зашто ни се случува таа миграција. Многу често младите знаат да кажат, ние сакаме да почувствуваме дека сме му потребни на општеството, дека сме и потребни на државата да останеме овде, а државата треба да направи се за да не одврати од идејата да излеземе. Го прави ли тоа државата? Каков е нивниот впечаток? Јас би споделил дека чувствувам дека повеќе се актуализира прашањето за вклучување на младите во општествените процеси, меѓутоа се уште недоволно. Мораме да бидеме сигурни дека младите не ги вклучуваме на масите каде што се донесуваат одлуките за младите, меѓутоа и одлуките генерално за државата, чисто како декор или како бројка, меѓутоа дека се трудиме ги вклучиме суштински, каде што тие навистина ќе се почувствуваат дека мислењето кое што ќе го дадат и кое што ќе го кажат ќе биде всушност почитувано, применето, дека нема да го имаме моментот вие сте се уште млади, се уште ви треба искуство за да оформите некој подкрепен став и така натаму. Така што гледам дека има промена во однос на желбата на младите луѓе да бидат на тие маси на кои што се одлучува за важни прашања за младите, меѓутоа и пошироко. Гледам желба и од другата страна да ги вклучи младите, меѓутоа сметам дека се уште треба да работиме на тоа да ги вклучуваме младите суштински, а не само формално. Односно, нивните мислења да ги уважуваме и генерално да градиме некои државни политики кои што ќе бидат малку повеќе пријателски настроени кон младите. Лидерите имаат генерално многу важна улога во целата оваа приказна. Вистински лидер е оној кој што ќе успее целото свое знаење дословно да го пренесе на генерациите по него. И што велат пак сега за ова младите? Ги пренесуваат ли овие вештини македонските лидери на нашите генерации? Имаат ли интерес за себе ова? Точно, Кристина, тоа е всушност една од моите омилени поговорки која вели дека вистински лидер е само оној кој успева да создаде други лидери после него. И сметам дека токму ова прашање, за жал, не е доволно уважено, не е доволно испочитувано во нашето општество, без разлика дали станува збор за приватниот сектор, дали станува збор за јавниот сектор. Јас лично, меѓутоа и многу други млади имаме впечаток дека честопати лидерите се соочуваат со некоја ситуација на мала себичност, кога сепак одлучуваат да не го споделат сето на свое знаење и своји вештини кои што ги имаат со некој друг, чисто за нели тоа кое што тие го поседуваат како знаење да биде уникатно и во некој понатамошен период. А јас лично верувам, го спомена и ти тоа, дека младите луѓе сакаат да имаат од кого да учат и дека всушност повозрастните генерации ја имаат таа некоја одговорност, сето на кое што го стекнале во текот на животот на еден или друг начин да успеат да го пренесат и на генерациите после нив. Младите сакаат да се дружат, младите сакаат да разменуваат искуства, да добиваат знаење, да се вмрежуваат. Ова е генерално и идејата на европските куќи, отварањето на истите низ државата. Пред малку го имавме колегата Петар Печков, кој што ни се вклучи од Велес со информација дека вчера Велес ја доби новата европска куќа. Кој е бенефитот за младите од европските куќи? Така. Точно вчера ја отворивме петата европска куќа во државата. По некоја случајност јас бев токму таму на отворањето, така што она што можам да го споделам е дека оваа европска куќа доаѓа во еден вистински момент кога од младите луѓе, од младите велешани слушнавме дека им треба токму таков некој простор во кој што тие ќе можат да организираат некој свој настан, да покренат некоја своја иницијатива и да добијат еден модерно опремен и уреден простор без никаков надомест. Значи, европските куќи кои што ги имаме во Македонија или како што ние ги нарекуваме Europe Houses, всушност се места на новите генерации. Значи, тоа се места во кои што младите луѓе добиваат еден простор кој што е примамлив и визуелно, меѓутоа кој што е примамлив и технолошки, но и вредносно. Значи, таму едноставно нема тема која што не може да се отвори, нема тема која што е забранета, нема некој кој што не е добредојден. Значи, тоа се всушност места кои што моментално ги имаме во 5 градови, а кои што служат како места младите да се обединуваат, да дискутираат на најразлични теми и конечно да имаат некој простор, некој форум каде што ќе може да кажат што мислат и како мислат пред своите градоначалници, пред врсниците и така натаму. За идејата Македонија да биде дел од европското семејство, мислењата се поделени, како впрочем и за сите теми од општественото живење, но за да им се доближи целата идеја, треба да им се кажат позитивните страни или бенефитот од целата оваа приказна. Ги спомнуваме младите, така и ќе завршиме. Знаат ли младите кој е бенефитот на влезот на Македонија во Европската унија?
верувам дека знаат, меѓутоа истовремено верувам и дека треба сите заедно да работиме на поголема информираност за тоа и поголемо доближување до младиот човек, меѓутоа и до секој друг човек во Македонија, зошто Европската унија всушност ни е потребна и зошто всушност Европската унија представува еден вистински пријател на Македонија. Доволно е да ги видиме најчестите земји во кои младите се заменуваат кога решаваат да ја напуштат Македонија, тоа не се земите од така наречениот трет свет, туку тоа се најчесто земите од Европската унија или земите кои што се поистоветуваат со вредностите кои што ги имаме таму, така што верувам дека има простор малку повеќе да работиме на информираност и на доближувањето на унијата до младите. Што вас ве држи тука? Интересно прашање. Мене во Македонија ме држи желбата да работам на подобра Македонија и мојот мотив и порив кој што го имам како млад човек, кој што вели дека немама поголем успех од тоа да успеете во земјата од која што доаѓате и од земјата во која што сте родени. И ако ве прашаат младите, вашите врсници, дај ми Иван 2 причини зошто да останам овде, ќе им одговорите што? Ќе им одговорам дека покрај тоа дека нема поголем успех од успехот. Ќе им одговорам дека светот е отворен, треба да го користиме сите прилики и шанси за дообразование, за надградба кои што ги имаме во странство, меѓутоа имаме одговорност кон системот, кон нашите родители, кон нашата држава, тоа да го примениме овде. Тоа ја гледам како причина број 1 и како причина број 2 гледам тоа што денеска вие можете да бидете во Македонија, можете да бидете било каде, а да правите добри за својата земја и за другите земји, да работите за својата земја и за други земји, така што би им кажал да не се врзуваат толку со физичката локација, туку да гледаат суштински што прават и дека сето оно кое што го прават надвор, всушност може да го прават и тука. Благодарам, Иван, за гостувањето во Македонија. Наутро ние, ако нешто можеме да ветиме, е дека ќе зборуваме гласно и понатаму на оваа тема, бидејќи тоа е и многу важен чекор од кон промените. Така е. Благодарам, Кристина. Ми беше чест.